Светото тројство кај македонците. Имаме извор на енергија, тоа е врховниот небесен господар, сонцето. Енергијата ја спроведува водата до живата материја, а мајсторот ја одработува. После тоа се создава човекот. Значи без склопот на тоа свето тројство нема живот на земјата. А во христијанството е тоа преточено како име Отецот, Синот и Светиот Дух. Мада не е доволно објаснето, ова е многу поблиску до живиот свет. Сега ми е јасно зашто древните македонци први го примиле христијанството и зашто апостол Павле дошол да го шири прво на овие простори во Европа, па после поминал во Атина и тоа, само што малце сменет. Многу била прифатлива затоа што е најголем дел македонска древна религија преточена во христијанство. Еве уште една слика таму најдена од ископините, инаку треба да напоменам дека нашиве археолози не се грижат баш многу за ископиниве, дозволуваат да тие што ископуваат, инаку е ова со донации на американците, копаат со багер, што практично уништуваат што ќе најдат. Не се копа археолошки. Не знам дали они во Америка копаат со багери по вакви археолошки локалитети. На оваа слика гледаме пак крстови. Што повеќе треба да кажам? Исто од Бела Зора ја сликава, значи откриени се една до друга со претходната слика што ја дадовме. Ова исто од Бела Зора. Левиот крст би се прочитал, пошто и по црквите имаме една права црта или коса црта. Има 28 видови на крстови усвоени и прифатени од христијанската црква. Ова се чита на врховната македонската земја, значи на Ија. Да. Многу едноставно. Има со коса црта ни, на Ија ни, на земјата наша ни. Чива припадност. Јасно, разбирливо све на ова наше древно македонско писмо. Така, затоа што е тоа азбуката, така се чита. Ова убаво е направено за да се види дека сепак имаме древни записи, меѓутоа не знае некој дека се тоа записи. Или се права дека не знаат, односно иначе не би сакаат биле да уништени до сега. Да. Среќа за ова што не е уништено, мада го имаме документирано, ако го искршат сега што да правиме, никој не презема мерки да седне да стави рака на тоа да го зачуваме. Да ги забрзаме наредната. Значи, во овие, мислам дека ќе бидат доста интересантни да појасниме како директна последица на древното македонско писмо. Ќе кажеме некои работи што и денеска ни се провлекуваат во животот. Инаку, значи, кажавме, древното македонско писмо секога се чита од десно на лево. За полесно пратење, од десната страна се напишани како што денеска ги читаме. Првото е Богохо или Божица на писменост. Тоа објаснивме. Сега имаме, ова се чита, значи врховната свештеничка на небесната мајка е Аште. Таа е Богохо, затоа што таа Божицата на писменост е врховна свештеничка на небесната мајка. Во незина чест е направен град. Град на македонски се нарекува По. Значи зборуваме за слогови. Тогаш би бил градот на Божицата на писменоста би се викал Аштепо. Кога дошла римјаните, тие буква Ш немаат во азбуката, двете е преоѓаат во и го нарекуваат градот Астибо, што така можеле да го прочитаат. Кога си заминале римјаните, едноставно ќе видите од првото, двете си останува и, А го отфрлаат, О го отфрлаат, си останува денеска градот на писменоста на македонците Штип. И да се подсетиме, Кирил и Методи го имаат поминато, значи така нареченото описменување на македонците има тргнато од Штипско-брегалничката епархија. Зошто? За да се смени знаењето на македонците, за да нешто ги поместат од рамнотежа на веќе познатото читање и начинот на размислување. Се надевам дека археолошките откритија во иднина ќе го потврдат тоа, затоа што градот Астибо уште не е со сигурност утврдено на кој локалитет се наоѓа, бар според моите сознанија. Па можеби и не е време да се открие, ама иде тоа време, па да сме живи и здрави ќе видиме. Сега имаме следно, значи директно од писмото од каменот, каде што се чита, значи се кажува дека ако некој татко или дедо е покоен, директно се наведува дека е во Мо најкопо. Значи Мо најкопо значи небесната мајка на небесната мајка, небесниот град, или би било денеска рајот на онаму каде што идат душите кои ќе починат. Така да во изместувањето на нашето читање место од десно на лево во лево на десно, кога ќе се свртат со гласките, се добива збор кој што не е многу познат, покоен. Покојник. Денеска за некој што викаме дека ќе почине, викаме дека е покоен. Така. Значи, кога би го читале по древно македонски, би рекле дека се преселил во небесниот град. А ние за некој викаме дека е покоен.
Еве демон. Демон. Жемола назад снимката, претходната. Така, мо најкопо. После мо најкопо имаме демон. Овој збор демон го наоѓаме во овој збор. Значи слогот демон го наоѓаме во каменот од Канопус. Директно превод на македонски би било божество, врховна на небесната мајка ни. Христијаните, односно римјаните кои што ни ја вовеле христијанската религија со текот на времето, најмногу се плашеле од демоните. Демоните сме ние, деца на небесната мајка, наша врховна. Ние сме божествата нејзи. За христијанството исто така и за други луѓе општо прифатено е дека паганите се безбожници. Али произлегувајќи од писмото, пагон значи горен, творец ни. И од таму може да кажеме, не се вика пела, него се вика бела. Грците немаат буква Б, затоа викаат П. Бела по македонски значи храбро дете. Значи слоговете. Б е дете, ла е храбар. Лавој значи овие храбри. Бела е храбро дете. Од таму имаме градот, односно местото на почивалиште на отелотворените од Бела би било Беласица. Собир на отелотворените од Бела. Имаме Бела Гонија. Бела Гонија значи творците на земјата од Бела. Таму твореле. Белата земја. Па белата земја. Земјата на белите луѓе. И системот на означување на топонимите е Бела планина, Бела река, Бело море. Црна планина, Црна река, Црно море. Тоа може да го даде само еден народ. Црна планина е Шварцвалд, Црна река, односно Черна река е Дунав, се влива во Црно море. Многу логично. Или Шар планина е Бела планина, Вардар е Бел подарок или Бела река, земјата каде што тече е Бела или Македонија и се влива во Бело море. Белото море. На грчки Аиго е бел. Значи денеска ние го викаме го превзеле Егејско море, односно Бело море. Така, па поради тоа што владее така наречената... Така нашите македонци денеска е таа Беломорска Македонија. Така. Бело море. Да, пошто грците, односно данајците не знаеле синоним за држава. Они имаат представа за град. Името на Египет е Белград. А Ѓупто значи белиот град. По грчки. А нашкиот назив, македонскиот назив на Египет е Ѓуа, што значи убава земја. Затоа што македонците спрема историјата, спрема записите кои што ги имале египтјаните, кои што сами за себе тврдат дека се настанати од небесна убавица која што слегла на земјата и го подарила животот во таа земја. Затоа е Ѓуа. Значи тоа е пак нашето означување. Еве го во писмото е најден збор Зето, тоа значи младото сонце. Денеска за младоженец викаме Зет, затоа што кога ќе влезе во куќа, он треба да ја огрее куќата. Значи младо сонце. Баш така. Еве еден синоним кој што денеска користиме, жена. Што е жена? Жена. Же е животна енергија на врховната. Па нормално и многу логично е да биде животна енергија на врховната, затоа што таа треба да роди дете, односно да пренесе живот. Да обезбеди потомство. Значи за тоа и треба животна енергија. Во исто во писмото се најдени како се нарекувале медицинарите, односно ние што лечат. Тие лечеле со животна енергија и се викаат жеци. Во каменот од Канопус најдени се жеци. Во денеска ги викаме жреци, а во Русија се врачави. Докторите се врачави. Али зошто ги викале жеци? Затоа што биле во состојба да работат со животната енергија. Мацо они на друг начин лечеле, не баш со апчиња како што ние денеска лечиме. Они го гледале телото на човекот како еден цел организам. Многу лесно да се излечи така. Да. Тоа е тоа. Наредното? Следното е името на животно, Џо. Ако го префрлиме во денешна гледна точка, значи не случајно германците го имаат избран овој знак. На крајот гледаме тие два знака кои ќе се спојат, животно представуваат звер, па есесовците биле зверови. Баш од таа персоникација. Не случајно си го одбрале. Да, затоа што треба да напоменам дека нацистите сепак, односно германците во тоа време го оформиле системот за барање на древни цивилизации и затоа ги имаат таму земено тие знаци. Ова Бела го објаснивме, Бела Гонија. После Бела Гонија, на следната слика, така, имаме еден надпис кој што е најден во Винча, во Србија, и они тоа го сметат како за винчарско писмо, односно нивен древен јазик србица. Меѓутоа, на
древномакедонски многу лесно се чита и се чита се во суи во Бого. Што значи секој во себе и во Бог. Значи истото писмо што го имаме во Египет, го имаме во Винче, го имаме во Говорлево, го имаме и во Бела Зора, го имаме во Сер сегде. Така, тоа е, значи само го имаат најдено и во Говорлево 7500 години пред новата ера печат на кој што пишува, кој ќе се притисне на хартија, се чита е моје. Човекот што го има печатот вика ова што ќе оставам печатот е моје. Не може да биде на туј некој. Значи многу едноставно. Јасно. Сега доаѓаме до символите на свастиките што ги нарекуваме. Тие ги имаме на крстилницата во плавшник. Значи не можеме да ги мешаме со нацистичките символи. Го има на повеќе места, меѓутоа. И многу постар символ од символите на. Кај македонското древно писмо се јавуваат два, и лева и десна. Левата се чита момо или момо. И тоа е знакот или символот за реинкарнација, за повторен живот. Мо, ако става место две о а, доаѓа мома. А место во следното читање е мамо. Значи, ова ми е многу познато, мислам, мома и мамо. Кога девојче ќе се роди е мома, кога ќе роди дете станува мамо, ама е веќе спремна да го напушти овој земски свет и повторно do се роди како мома. И тоа е раѓањето на животот. Додека десниот елемент е символот на заедништвото и на силата. Тоа значи ме или мие, тоа е сите ние, јас и сите ние. Тоа е силата. Ако сме единствени, сме силни. Ако сме разединети, гледате, ќе не тепаат како што сакаат, како што им одговара. Спојувањето на двата